Пред куќата на штипскиот градоначалник Бочварски е уништено спортското игралиште. Демолирањето е направено само 24 часа по поставувањето на новата жардениера и нови бехатон плочки од страна на јавното предпријатие ИСАР. Сабале кога иде, имаше да видам, дури препастено. Ова е срамота што се работи тук. Работиме за кој работиме, мани што штета ни прават секојдневно. Не знам, јас сум изненаден и чудам се, стварно е ова срамота што се работи. Денеска изработите, вечерта ги ресторате. Погледнете како ги наредеме. Погледнете, затечете ситуацијата. Утре сабале, ова е се расфрлано, катастрофа, не може само да го средим. И не знам што да се натака да се прави, има се луѓе, установи, нека се приземат, натака нека се тера. Па сабале кога дојдеме се е расфрлано, искршени жардениери, бекатоно разнесен насекаде на сите страни. Жителите од овој дел апелираат вандализмот да престане. Ма ништо не се чува, стално викам, јас по нив ме тоа не слушат. Лошо е тоа за нас како македонци. Не чини тоа. Освен града слика, дивењето на несовесни и неодговорни не чини и многу пари. Но за жал, на ова игралиште веќе во неколку наврати се демолира или веќе постојно вградената опрема или она која што е доставена за вградување. Ова е веќе втор пат како се соочуваме со несовесно уништување. Пред неколку дена беа уништени ивичњаците и бехатон плочките. Се знае ли колкава е штета? Штетата јавното предпријатие ја гледа од два аспекти. Еден аспект е финансискиот аспект, другиот аспект е заштитата на здравјето на луѓето. Јавното предпријатие ИСАР настојува да формира нови зелени површини, се со цел граѓаните да имаат пристојни места за спорт и рекреација. Месечно само штипски ИСАР за санирање на вакви и слични штети на урбаната опрема плаќа по околу 500 евра. На годишно ниво тоа се најмалку 6000 евра, кои наместо за поправки на веќе направеното може да бидат инвестирани во нешто ново.